Добар вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва централно сум наместен, вака повеќе ми одговара веројатно, и вечерва на рете мојата лично, а верувам и на многумина од вас, омилена емисија Рекапитулација на месецот со професор Ожидо Даскаловски. Добар вечер, професоре. Добар вечер. И со мојот драг пријател господинот Раби Седрак, на кој што не можам никако да му го запамтам институтот, се извинувам. Добро вечер, Раби. Добро вечер, благодарам за поканата. Многу интересни имаме теми пред нас, се разбира, месецот помина прилично бурно, ќе се задржиме повеќе веројатно на меѓународната сцена, ќе прокоментираме нешто и за во земјава. Ова со камионџиите навистина е голема работа, протестот трае, меѓутоа она што е добро е дека покажуваат, изгледа дека од страна на Европската Унија некаков сенс, некакво чувство дека навистина работите не се како што треба и се отвара дебата за посебна виза за камионџии. Тоа би можело да биде решение за проблемот, чисто како информација, значи посебна виза која што нема да биде како она за туристите 90 дена во рок од 180 дена може да седите во Шенген зоната, туку поинаква веројатно ова би можело да конечно да ги исправи работите, во спротивно, како што знаете, како што беше најавено, навистина се ризикуваат големи трошоци, големи загуби кои што ќе влијаат дури на националните економии на земите од Западниот Балкан. Но да влеземе ние со нешто поинакво и овдека морам да го пофалам Раби, информација која што мене навистина ме воодушеви уште во далечната 2018 година. Раби Седрак има напишано текст, колумна, како и да ја наречеме, во кој што вели, предвидува дека Европската Унија и Соединетите Американски држави многу скоро ќе се најдат во состојба на поделба, на кавга, да не речам, значи нешто што сега се случува, евидентно е во 2025-2026 година. Тврдам дека во 2018 година, освен Раби, дали имало уште неколку луѓе воопшто на сцената кои што можеле да предвидат ваква нешто? Во врска со Европа, со Америка приказнава почна, видите вака, не постои превидување како стилот на Баба Ванге и за тоа да се разбира. Тоа се базирано на анализи, на математика што се прави. И сега се гледаше периодов тогашниот, како Европа со таа филозофијата нивна од net zero, да имат нула емисии, на овие гасови, да, гасовите и за вакви, они не затоа што беше водена тогаш од социјалдемократите и они фали кај нив делот на иновација, тоа како во секоја држава во светот, и они место да го решават проблемот во Европа, они ги пренесуваат сите тие фабрики и сите големите индустрии во Кина. И сега, у Европа да, она ги има минералите на светот, но Кина, она има хемијата, што има потребна за да се заработат овие минералите ова. И сега денеска Кина е одговорна на, да кажеме, над 91 или 2% со преработката на ретките материјали е кинеска технологија, значи технологијата е скроз кинеска, и исто тоа технологијата на батериите, што се над 66% од производството на батериите се случува во Кина, а останатите што се продаваат во Европа се направени сепак во Кина, ама добива некаков европски лейбл или бренд. И сега, по таа логиката, кога секоја дел што прави загадување, Европа, тогаш мерзливата Европа, сакала да прави net zero без некакви емисии, тргнувајќи, место да елиминира загадувањето, они ги тргнават загадувањето надвор од Европа. И сега, автоматски што се случи кога ќе се тргнеш целата индустрија надвор од Европа, ќе пропадне индустријата на Европа. И така да, сакав да кажам, денеска ние доживуваме, или тоа што го гледаме, сведоци денеска, проблемите што ги има помеѓу САД и помеѓу Европа, проблемите што ги има Европа внатре во врска со индустријата, денеска е поскапа енергијата во Европа, 160% поскапа од САД енергетиката или цените за енергија. А не може да обстојат бизнисите, фабриките, во место каде има таква скапа, значи нема да биде издржливо на фабриките, нема за бизнисите нема да биде издржливо, а
дека континентот станува постар, нема млади, нема ова, гледаме во Шпанија сега ќе легализират, не знам, над 100.000 мигранти во Шпанија, ќе се случи тоа во различни држави во Европа, гледаш дека нема население Европа, сега која фабрика или кој бизнес ќе може да издржува во континент каде струјата скапа 160% повеќе од Америка и каде нема пазар. Затоа. Но мене ме интересира, вие тргнавте од оваа економска логика. Може само да тука Слободно, придонесам. Вчера се пофали Европска комисија дека потпишале конечно заеднички договор дека ќе се ослободуваат од зависноста во наводници од рускиот газ. Да, 2027 година. 2027 веќе нема да везуваат руски газ. Сега, во услови кога вие немате основен извор на енергенција од ефтин од Русија, која што сметате непријателска, вие сте принудени да купувате на други пазари. Каде купуваат европјаните сега газ? Купуваат течен газ од САД. Цената на течниот газ во САД драстично расте. И доаѓаме до една абсурдна ситуација да вие фактички наместо да направите така наречена диверсификација, да може од повеќе пазари да добивате газ, вие се откажувате од еден ефтин пазар, одите на друг кој што е многу поскап и нормално, како што кажа Раби, цената на енергенците и цената на индустријскиот производ ви расте и вие не сте конкурентни. Тоа ми е јасно. Убаво објаснато и од двајцата, меѓутоа моментот дека тргнувајќи од економска логика, тоа беше почнете, вие дојдете до заклучок дека мора да дојде до политички раскол меѓу Европа и САД. Ама тоа беше стапица, значи беше стапица зборот, значи Европа се влечеше во ова стапица. Ова стапицата беше најголемата грешка тогаш на социјалдемократија воделе Европа. Има уште еден напис тогаш кога зборев, и тоа ми беше дури забрането да го постирам на Facebook од страна на Европската Унија, затоа што тука збори и митигира делот на затварањето на нуклеарните реактори во Германија, затоа што предупредивме тогаш дека тоа ќе доведува во една голема енергетската криза. Они знаеле дека тоа ќе се случува, намерно тоа го прават, затоа што Европската Унија е како човек што е отишол во пензија, старе, има пари, ама сака да отвори продавница, ја отвори продавница во сред чаршија, а без да прави никаков профит, ама само заради самиот факт да оди на работа и да ги убеди луѓето дека уште е важен, дека уште диктира или дека уште е релевантен во овој свет. Така да, ова сакав да кажам дека и на човек во прва година во факултет ќе му стана јасно како идела стратегијата на Европската Унија. Затоа тука ние збориме многу пати дека треба да бидеме ние да не правиме војна со никој, ние да се фокусираме само да работиме, да отвараме на нас другите канали, другите алтернативи, соработка со Блиски Исток, соработката со Африка, соработката со другите држави, затоа што ова што сега го зборува професорот, што заради цените, заради импортот на природен газ, пазете сега, Европа денеска отишла Урсула фон дер Лајн во Индија, Мерц во Индија и потпишуваат договори. Стамер во Кина. Во Кина, токму така. И сега ајма сега полека малку сега Македонија не може да Македонија да прави бизнес со Кина и со овие. А зошто они можат, а ние не можеме? Затоа што ние сме во една по ајде да не го потребам погрешниот збор, меѓутоа ние сме во една неповолна положба, мораме да слушаме практично што кажуваат нашите посилни партнери, односно како беше она свештеничкото. Не ме гледај што правам, слушај што зборувам. И се овдека ми е многу важно. Професоре, самиот Раби влезе во таа историја. Дали е ова обид да и се покажат заби на Америка, овој фамозен договор што се потпишува со Индија, кој што долги години беше воден, токму сега го договори и ова одење на Кир Стармер во Кина после 8 години првпат се појавува, договори со трговија со Кина, дали се ова практично показни вежби, ако не сака САД со нас, ние можеме и со другите големи партнери. Се обидуваат да се излечат од кризата, очигледно е тоа, меѓутоа не сакаат да се разведат од бракот што го имаат со САД во смисол на одбранбена безбедносна политика. Ако веќе символично го представуваме сегашноста, како што рече Раби Дукјанот во чаршија. Европа е како некоја девојка која што е убава, моќна, која што сите ја почитуваат, која што оди, која што има дечко, главниот фраер во малото, главниот, најјакиот, најголемиот, најбрзиот, најсилниот. Сега дечкото после некој време не сака да оди со оваа девојка.
оди по други девојки. Има и други варијанти, Има добро? и други варијанти. Оваа ја малтретира девојка. Девојкава не знае што да прави со себе. Веќе изгубила на репутација во малото. Повторно му се враќа на насилниот дечко кој што веќе ја малтретира пред целата јавност. Тоа е Европа сега. Интересно споредба, добро? Па ако зборуваме символично. Добро, се разбира, се разбира. Шашардисана Европска унија. Не знае што да прави. Незините потези кои што се во економската сфера покажуваат јасно отсутство на визија. Отсутство на визија за развој. Од една страна се обидува да биде стратешки автономна, меѓутоа не успева во тоа. Од друга страна, секоја земја членка се обидува да се снајде како што може и умее. Германија го префрлува производството во Кина. Многу фирми од германско тло се префрлија во Кина. Некои се префрлија дури во Америка. Гледаме што прави сега премиерот на Велика Британија. Ке се обидува да диверсифицира британската економија со трговија со Кина. Договорот Меркасур со Јужна Америка е уште еден обид да се расшири можноста за извоз на европски производи. Слободна трговија со земјите од Меркасур во Јужна Америка. Уште еден договор со Индија, кој што се обидува да најде пазари за автомобилската индустрија на Европа. На секој начин сега во последен момент се обидуваат да направат нешто за да опстанат и да имаат некаква важност во светот која што драматично и драстично паѓа. Но професоре, мене никогаш не ми стана јасно зошто во Европа има врвни економисти, врвни специјалисти, експерти, познавачи за не само за економија, туку воопшто и стратегија и геостратегија. Лесно увидливи се овие работи, како тоа се спиело условно кажано со децении на уверувањето дека сад се тука, тие нас ќе не бранат, освен што ќе не бранат, туку и ќе ни помагаат и економски и како и да, и сега кога тамо се појавува една друга структура која што не гледа така на работите, која што ја става Европа во втора како да наречам, во втора линија, одеднаш ка збунети изненадени. Зошто збунети? Го земавме примерот на Раби кој што пред 8 години ова го предвидел. Секоја чест за Раби, но немало во Брисел, во Лондон, во Париз, луѓе што се тоа ќе го увидат и јасно ќе го кажат луѓе вака одат работите. Станува збор за отсутство за стратешка визија и кадри кои што се неспособни автономно да размислуваат. Нивниот вазалски однос, како девојката во мало, таа не може да се откаже од тоа да биде со дечкото кој што веќе не ја сака. Но, и сега господата Калас. Ма тоа баш Многу ја критикувате вие, Раби, добро? Он да не збореше за Каја Калас збореше девојчето или И многу ја критикувате токму денеска или вчера има нејзин изјава во која што таа вели првпат, јас мислам дека е првпат, дека промената во политиката на САД кон Европа не е само на ова раководство, туку е структурна и перманентна. Најверојатно ова ќе биде процес кој што ќе оди во тој правец независно дали Трамп ќе биде. Многумина мислеа дека ова се 4 години во кои што треба да се издржи, па потоа секој се врати по старо. Сега првпат имате од највисоко ниво изјава во кој што велат не, ова не е тоа, ова ќе продолжи вака, навистина. Вака сега, она ја критикувам ја секој ден исто тоа е видливо за тие што ве следат, знаат. Таа позиција, мислам дека во последните 18 години не дошол ниту еден, да кажеме, еве на македонски саглам човек во таа позиција. Дали сега од Федерика Могерини, што една година пред 18-та сум напишал исто за Могерини и за незините скандали за која што е сега во корупцијски скандал замешана. Сакав да кажам, овие работи не дека тајни ги предвидуваме, дека доволно било кој човек да оди на Google и да бара историјата на Могерини или историјата на Калас и да ја бара на Google, ама со Google Translate со на естонски јазик и секој му стана јасно, така да не се тие работи тајни. Инако, пристапот незин, јас гледам коментарот на портпаролот на Кремлин, на американската делегација, имали истиот коментар на незе, дека не може со незе да стигнат до збор, а дека треба да се чекат додека заврши она мандат, да дојде некој друг на девајки, дека ќе може да разговарат со него. Зошто? Заради фаленките што ги има во меѓународни односи. Значи, има начин како да се прават преговори, како да се терат вакви работи. А ја тука морам, затоа што тоа ни доведува исто во делот што професорот го кажа за енергетиката, дека еве до 2027 ќе продолжат, до тогаш ќе завршат со купувањето на ова. Ма сега чекај, прво не престанале да купат од русите, значи купат преко трети играчи. Точно. Што го купат уште поскапо, тоа е една работа. Втората работа, тие 2 години што се доволно за пропаѓаат останатите фабрики во ЕУ, останатите фабрики и
тоа ни доведува во тоа што јас го зборав, делот за увезувањето на селиот, загадувањето во Кина и ослабувањето на тоа индустријски самоубиство, таман тие 2 години додека се затварат останатите фабрики. Значи нема мене многу ми е криво дека сме предвиделе овие работи, сме збореле дека треба да имаме ние алтернативи. Не зборувам, значи тука го кажавме тоа дека не кажуваме дека ќе елиминираме ние нашиот пат кон ние, одиме кон пат кон ЕУ, ама да имаме алтернативи со други држави како што правиме сега, со Блиски Исток, со Африка, со другите, затоа што ова што ни прави проблемот, и тоа сакав да го спомнав преска, и го зборевме тука за дерегулација, за толку има регулативи, закони, вакви што кочат сите бизниси, излезе мерц, на 12 февруар, еве да ги информираме јавноста, ќе прават нешто го викат emergency break, значи ургентна пауза, или ургентен стоп, каде ќе стопират сите тие строгите регулативи на законите на Европска Унија заради бизнисите и заради тоа што сакав исто да го кажам кога спомнеме за Индија и за Кина, што работат по правили различни од тие што значи американските знаат што е европските правила за бизнес и се утерат на тој. Сега треба да го обучат цела нација како Индија и како другите, како ќе треба да се работи со Европа. И затоа ќе прават таа кошницата или таа пауза, да речеме. Кочење, паузата од тие законите за да може бизнисите да преживеат некако. Добро. Бирократското чудовиште така и идеолошкиот фанатизам на Европската Унија придонесува за самоубиство и уништување на сопствените вредности и сопствените економии. Значи тука имате постојано туркање на зелена агенда, емисиите треба да се намалат, треба да биде енергетското производство базирано врз renewables, односно оние, како се викаат, соларни панели. Енвиронменталистите ќе речат дека тоа е навистина голем проблем. Во ред, меѓутоа треба да имате на ум дека завчера Доналд Трамп излезе од Парискиот договор. Како и еден куп други договори. Значи што правиме ние сега во Европа, ќе соларни панели, патем речено сите тие кои што се ветерници соларни панели ги произведува Кина. Батерии за се складира енергијата има кинески. Не се ни европските компании, европските капацитети моќни да задржат енергијата, туку ќе мора да купуваат кинески батерии, кинески ветерници, кинески соларни панели и така натаму. Значи, сакам да кажам, светот оди во насока на тоа да Америка оди брутално себично и не ги интересира ни идеологија, ни меѓународно право, ни морали, ни принципи. Порано, од 91 да речеме до доаѓањето на вториот мандат на Трамп, имаше некоја приказна околу акциите на Соединетите американски држави, кршеа меѓународно право, ама правеа некоја фама, хуманитарна интервенција, човекови права. Нешто што и канадскиот премиер го призна, да бидеме реални во Давос. Да, говорот беше точен и прецизен. Од друга страна, Европа не може да се свести и да превземе мерки кои што се самоодржливи. Продолжува во насока на идеолошки фанатизам и самоуништување. Покрај таа бирократска претерана регулација, претерано закони регулативи, Европа има, например, проблем со свежи пари и кеш за инвеститори, за предприемачи, за оние што сакаат, имаат идеја и сакаат да ја остварат. Она што класично во Европа се прави е одиш во банка, земаш заем и работиш со тие пари за да фирмата профункционира. Во Америка има многу други механизми кои што се можни и кои што инвестицијски фондови, ангели и така натаму, кои што во Европска Унија не постојат, бидејќи секоја држава самостојно делува, има самостојни посебни регулативи, посебни закони. И овој премиер на Германија, Мерц, кажа, ајде тој капитал маркет се вика, пазарот на капитал, да го обединиме. Сега почнуваат да размислуваат рационално. Тоа е каскање, да. Веќе предоцна. Кога сме во тој аспект, еве да спомнем и повторно Каја Калас, многу коментари има Раби Седрак на нејзина сметка. Каја Калас токму денеска изјавува дека се разгледува можност за укинување на правото на вето на членките во надворешна и безбедносна политика, затоа што заклучиле ова се однесува на Русија, да се разбереме. Меѓутоа повторно се враќа приказната која што теоретски може и нас да не засага,
бидејќи овдека се однесува за надворешна и безбедносна политика, конечно да се укине ето, тој се квалификува на мнозинство да се Супер, реши. само што за да се укине ветото и да дојде нова процедура треба да има едногласност во одлуката. Што е речиси невозможно. И сега како но кога упорно го повторуваат тоа, постои ли начин, сега можеби сум малку и наивен, постои ли начин оно што го замислуваме утре Германија и Франција да застанат и да отидат кај X? Бугарите, грците, кај тие што би се противеле, кај унгарците, не е ветно, и да им нечат луѓе, мора вака, мора да се Само Германија и Франција не, меѓутоа с обир на поголемите или да речеме побогатите помоќните држави, Германија, Франција, Холандија, Шпанија, Данска, Италија, Шпанија, да. Данска е мала, Шпанија, Италија и Полска, да речеме сега со големо население и огромен економски раст, значи таа некоја групација може да протурка реформи, вклучително и реформи за Европа во две брзини, реформи каде што некои одлуки ќе се донесуваат без едногласност, реформи каде што Украина ако влезе нема да користи земјоделски фондови, ако Македонија влезе нема да има комесар, нема да има европратеници, нема да има Но колку е реално ова сега? Значи можно е теоретски, меѓутоа колку е што е кажува искуството? Реално е колку што е можно брзо да се создаде европска армија и европски одбранен систем. Тоа не е баш оптимистички. Тоа нема шанс. Нема шанс затоа што не, извини, да не. коментирам на тоа. Значи единствена држава во целиот тој овој континент каде ние живееме, што има комплетна контрола над нивните сили е Франција. Ниту една друга држава го нема. Ниту една друга држава го нема. Ни Англија го нема. Значи Англија е најголемиот корисник на американската технологија, американските авиони. Знаеш како со среќа ако може да го летат авионот. Значи вака треба и тој дел да се објаснува. Значи ако Англија има F-35 авиони, има F-22, нема, има други F-18 и така натаму. Значи кога го имаш авион, тоа не значи дека си најсилен. Авионот секое летање кошта пари. Не само заради бензинот и што го троши, туку заради и апдейт на системите и така натаму. А деловите за да се добиват, се чека на тоа, значи американската Air Force, Воздухопловните сили, да. на Америка чекат 5 месеци за да добиват мали делови за да може да имат 100 авиони спремни да летат. 5 месеци. Било која друга држава го има ист авион, тоа значи 5,5, 6 месеци. Ист авион Израел го добива делот за месец дена. Сега да. Добро. Преко притисоци, преко лоби, преко многу работи. Сакам да кажам дека целиот европскиот континент, ако во рамката на НАТО троши од 3 до 5% од буџетот на одбраната, за да може НАТО да функционира како НАТО, во случај ако треба да излезе НАТО и да се зависат на себе, прво треба да зголемува трошокот до 11 или 12% од нивниот буџет да биде потрошен на тоа, што невозможно. А втората работа, освен Франција, што има комплет суверена, или како се вика, значи, има контрола врз целата опрема и хардвер што го користи, од авионите до подморниците до се. Сите други се ни зависни. една друга држава не е независна, сите се зависни на САД. Еве тоа, извини, сакав да го коментирам. Британија, само да дополнам, Франција има автономно делување, автономна одлука да користи нуклеарно оружје. Да. Британија не. Не. Иако е нејзино. Тридентот не може да го користи без американско одобрување. Што е интересен показател во каква состојба е некогаш светската империја, да бидеме реални. Ставени се, намерно се ставија во вазален однос Европска Унија и сега се налјутени што господарот не сака да ги Не игра. сака да ги игра. Но канадскиот премиер токму тоа го рече во Давос. Ние ја прифативме улогата, може би ќе сгрешам во реченицата точно, но поентата беше тоа, ја прифативме улогата на доброволни вазали затоа што ни одговараше убаво беше. Сега излага дека не е баш толку убаво. Не е толку убаво, затоа што САД си има сега своји интереси кои што не се поклопуваат со европските и тоа се види и на примерот на Гренланд и на примерот на денот, како беше денот за ослободување, кога почна да воведува тарифи, односно нови царини Трамп, вклучително и на европски земји. Сега САД си има своји интереси кои што во некои случаи ќе се поклопат со европските, во некои случаи нема. И кога не, жал ми е, така стојат работите. Да, апсолутно.
Колку и да звучи ова сурово, изгледа дека навистина е така. Меѓутоа е само Слободно, две слободно, реченици. Инфериорноста на Европа, односно Европска унија во однос на Америка е апсолутна. Вие земете ги компјутерите. Мислам, вие и ние и секаде. Се разбира. Кога ќе го вклучите компјутера за да работите на него, најчесто користите Windows, оперативен систем направен од американски технолошки компании. Телефоните. Ма во недоглед тоа може, апсолутно, да. Во било која област, технолошки, вештачка интелигенција, знаете ли некоја европска фирма? Има една француска која што прави такви модели, јазични модели за вештачка интелигенција, сите други се кинески и американски. Да не ги редиме сите. За бизнис ви треба Oracle, во сите области, буквално европските фирми се зависни од американскиот технолошки развој и софтвер. Банките. Системот на банки е заснован на SWIFT. На SWIFT. Тој е американски постап. Тој е американски, контролиран од Америка. Значи, во секоја буквално област од технолошкиот развој, Европска унија е зависна од САД. И не може ни да покаже заби во моментов на САД, иако символично пратија двајца пожарникари во Гренланд и 4 морепловци. Така. Сега, тука ми дојде многу интересен момент, самиот го засегнавте, професоре. Во Европа се повеќе се слушаат гласови дека е научена лекцијата и внатре во САД, од тие што се опоненти на Трамп и на неговата администрација, па велат, повторно ќе се обидам ова скратено да го кажам, претседателот на САД настапува по еден ист патерн, по еден ист начин. Значи, почнува со покажување на одреден интерес, потоа го засилува и веднаш се заканува со санкции, па дури и со, ако треба, воена реакција, за да добие одредени отстапки кои што него му се неопходни, меѓутоа ако ги следите, велат, тогаш знаете дека тие се празни фишици и дека вие всушност имате начин како да се одбраните. Зависи од која ситуација. Во Венецуела не испадна празни фишици. Во Венецуела не испадна. Има... Меѓутоа еве со Гренланд се појави ситуација во која што не знам, мораме да го земеме и потоа еден разговор со Руте, излезе дека баш и не мора да го земаат. Па да, но кажа дека ќе направи договор со Руте и НАТО за Гренланд. Што е исто чудно. Руте не е меѓународно правно невозможно. Така Значи, генерален секретар на НАТО што има врска со Гренланд? Апсолутно никаква. Така што се уште тоа прашање не е завршено и не знаеме каков ќе биде исходот, но очигледно е дека само со покажување на заби и заедничка акција може на некој начин да се влие на Доналд Трамп. Дали така да кажам, психолошкиот притисок што беше набиен многу силно, сега ослабува. Едноставно велат, аха, има начин како треба да го следиме и тоа е тоа. Не, Трамп се продолжува политиката и во Европа и во Азија, секаде каде што работи на идеолошка платформа која што веќе е зацртана и која што ја спроведува. Дома, рековте, мигрантите му се проблем, ги изфрла, ги прогонува, ги депортира и така натаму. Да, меѓутоа имате еден куп демонстрации, па сега го избркаа тој главниот што, како се викаше, заборавив, што е водач на АЙС, затоа што е преагресивно, имаше 2 убиства во краток период. Така е, ние можеме рано да го осудуваме тоа, меѓутоа неговата политика продолжува и нема намера да престане, нити на тоа поле, нити на прашањето на зголемување на економијата, економските капацитети на САД, посебно во технолошка смисла да речеме. Не знам дали знаете што им направи на азијските така наречени сојузници, всушност вазали. Не знаете. Не, очигледно. Кореја, Малезија, Тајван, ако зборуваме за независна држава, и Јапонија, сите ги натера да инвестираат во високотехнолошки индустријски зони во САД, за возврат ќе им ги смали тарифите, односно царините кои ги воведе претходно во минатата година. Што е класична уцена сега, значи, да бидеме отворени. Вие сте фирма вие сте Samsung, да речеме, во Кореја. Треба да инвестирате 150 милиарди евра сега се да отворите фабрика и така, се нафатија. Тајван се нафати. И што значи тоа? Тебе ќе ти биде многу интересно од геополитичка перспектива. Ако успее фабриките на ТСМЦ од Тајван да ги префрли во САД, веќе Тајван толку многу нема да му биде не важен, токму така. И тогаш Кина ќе може веројатно многу полесно да пенетрира таму. После ќе му биде сеедно дали Кина со воена агресија го нападнала Тајван или не го нападнала. Ова е навистина информација која што вреди да се забележи. Ајде да се префрлиме на ситуацијата со Иран. Раби, го чекам вашиот одговор. Ситуацијата во еден момент експлодираше токму овој месец. Едни протести заради економската ситуација во Иран, која што очигледно е лоша.
имаше страшна инфлација, нивната валута речиси пропадна. Едни протести кои што започнаа како велам економски протести за само неколку дена се претворија во страшно насилни протести во кои што се судрија со полицијата, со националната гарда, веќе како се викаат, со тие со Revolutionary Guard, со револуционерната гарда. Факт, илјадници мртви, дури официјален Техеран призна дека имало најмалку 3000 мртви. Неофицијално се збори за многу повеќе, илјадници уапсени, некои ќе ги бесат тамо, мислам, боже мили, тоа страшно звучи. Одеше варијантата дека САД ќе им помогнат во секој момент, одеднашка запреа како со меч пресечени протестите. Се исправи. И сега повторно го имаме председателот на САД кој што овие 2 дена вели огромна армада праќаме натаму. На Блискиот исток веќе е префрлен на Абрахам Линколн, носачот на авиони. Уште еден доаѓа, имаме огромен воен потенцијал наместено. Седете да преговараме. Интересно, не за протестите, туку за нуклеарното оружје, сосема друга тема, или во спротивно ќе ви удриме толку страшно, нема да знаете кај ви е главата. Да, сега во последниот конфликт што се случи лани и беше бомбардирана Иран од страна на Америка. И Израел. Беше предупредена дека 12 дена конкретно. Да. И таму знаете како технологијата не може да ја убиваш како технологија. Науката не може да ја убиваш, а тоа што беше збогатено не беше уништено. Во смисол дека уште постои тоа. Добро, не знаеме, сигурно сте за ова. Значи, постои. И значи, оние не затварале, сакав да кажам, за користиш нуклеарно за мир и за нуклеарна енергија за економски цели, за тоа може. Да, ја правиш како да ја користиш за војна, за да правиш ракети, не може. Ова го гледаме во Ирак 2003, го гледаме значи со многу настани претходни се случиле. И сега, ние секогаш сме збореле дека падот на владата во Иран, таа што е сегашната, на ајатолатите, одвара врата кон падот на владата во Русија и во Кина. По некоја логика. Затоа што они стојат зад нив. И сега во тие 12 дена, да, направила тоа бомбардирањето и така натаму. Добро, уништија некои центри тамо, испоубија доста научници. Да. Од тогаш до ноември, тука има многу држави имаат помогнато Иран во направене апгрейд за нивното air defense, што е воздухо засилување на воздухопловната одбрана, така, да, противвоздушна одбрана. И сега, јас тоа го гледам дека Трамп, еве како што зборе професорот сега што кажа, он влезе и каже, ја целата Гренланд сакам да ја земам, он секогаш го зголемува плафонот или влог, да, за после како трговец, било кој трговец, за после да добива тоа што сака, па после ќе го намали после. Така да ја мислам дека во Иран иако може некакво сличен сценарио да се случува. Како што кажав, мислам и тука сме го збореле тоа, сега по новата национална стратегија за национална безбедност на САД, Америка ќе се грижи за западната хемисфера, Кина ќе биде во источната хемисфера, Кина ќе има Русија како алатка за да исплаши Европа, Америка ќе има алатка како Израел да ја исплаши Африка и Блиски исток таму. Значи таа по некаква access, не знам како се вика. Тоа е некој некоја оска. Добро, тоа постоело и ќе постои. Да. Така да ние ќе видиме сега како реакцијата на Иран. Иран уште има покана отворена да се седи на маса, тоа го кажа лично Трамп, сам дека и вчера го кажува, се додека дојдат да седат на маса, дека нема нуклеарна енергија, ништо нема да се случи. Ако не седат на маса, ќе се случи ова, ама има тука уште едно причина зашто исто мобилизираат се заради изборите во Ирак, затоа што во Ирак голема веројатноста Нур Ал-Малки, што беше он премиер тогаш, ќе се врати пак на власт. И он кога беше на власт се случуваат многу не, да кажеме, убави работи во Ирак и во тоа. Он е голем непријател за американската администрација и тоа уште еден повод затоа што може навистина да пука таму. Тоа значи дека ситуацијата на Блискиот исток и тоа како ќе остане за време.
тука има други мали приказни што се случија пред тоа, затоа што Трамп сакаше од некоја база он да лета тамо да удира, за да не мора да мобилизира целата Саудитска Арабија интересно не му дозволи. Иако е архи непријател на Иран. Да, сите одбиеле, не само Саудитска Арабија, дури Катар, затоа што ги бомбардирале еднаш Израел. Израел ги сите нападна, држави точно од па он ги повлече сите и затоа мораше целата флота да ја пушти. Така да Добро, но кога вие ќе навистина кога ќе испатите толку голема флота, обично не го правите тоа само за да покажете сила. И се прави тоа за покажување на сила, се прави да не се змрзнат неговите трупс во Америка ако стојат таму во дел заради бранот ладен што доаѓа се сега. Не, нема вистина, тоа на вистина е. Значи и друго, ако треба тамо да ги чуваш целата флотата, сериозната флота што ја имаш, во едно место кај Беринг Си или кај во овој дел. Ке дојде некој со бомба од тие, ке ти ја запока целата, така? Ако ја ставаш целата твојата флота во Блиски Исток, сите им е страв, затоа што тамо еден куршум да излезе, може сите ќе влезат во војна, дури и Кина и тоа, но има уште еден делот на Board of Peace. Да, тоа е некој нов орган што го смисли Доналд Трамп, Борд за мир. Да. Една организација во која што 60 земји, ако не се злажам, влегува, сега наводно уште 20 ќе влезат. Меѓутоа, ако сме реални, ќе додадете само многу чуден борд, затоа што правилата не се баш јасни, а и од земјите што влегува од Европа само Бугарија и Унгарија, мислам дека влегува и Албанија, ако не се лажам, не ме фаќате за збор. Да. Значи борд за мир во кој што не влегуваат клучните европски играчи. Да. А во кој што ја поканата Русија. Да. Каша попара навистина се случува на меѓународната сцена? Па сега ја ќе ви поставам едно прашање. Во последните 80 години, дали воопшто Обединените нации има никаква сериозна улога? Па ни представуваат дека има. А сега Ни представуваат дека има. Дека тамо се решаваат работите, дека Советот за безбедност е клучен. Сега, Обединените нации тука имаше и УНИСЕФ, имаше и УНЕСКО, имаше ти. Не зборам за ти, зборам за Council of Security Council, ова за безбедност. Совет за безбедност, да. Што направиле во последните не 80, последните 30 години како решение за било каков вид на проб. Што направиле во Газа? Ништо не направиле ако сме. Што направиле во Либан? Ништо. Што направиле во Сирија? Ништо. Сега да не ги наредувам. И во Југославија беа заобиколени и каде се не. Така да, немале никакво вид од улога. Тоа е иницијативата на Трамп. Ја поздравувам. Мислиш дека е добра? Може да премем, мислам дека е добра. Не морат сите да бидат поканети во тоа. Што има 3 нивоа на членство, ако некој сака да влезе, затоа што читав и на социјални мрежи некој ја критикува Македонија дека не е дел од тој Board of Peace, не треба Македонија, затоа што кажуваат еве Албанија е тука, зашто Македонија. Зошто не викнале нас, а ние сме пријатели со нив стратешки. Да го објаснуваме дека Албанија е дел во овој процес, само е едноставно само за прво е она Албанија хостира, значи домакине Албанија за 3 големи процеси на мир и на вакво со Израел и со Иран во Албанија. Значи кога Иран и Израел сакат да се разговарат во Албанија. Па добро, тоа е во основа тоа е добро за Албанија, мислам. После, да, и друго, има historical roots, историски корени. Корени за албански лидери, сега тоа пред да се создаде Албанија како држава во Блиски Исток. И така да они рулер или гувернерот на целата Палестина беше албанец. Навистина? Да. На целата територија беше албанец. И сега они имаат таа историската врска за ме сваќате како традиционално практично, да. И бидејќи она ја вклучуваат во овој процес, и Албанија е битна држава да биде дел од тој процес. Тоа не значи дека не е битна на пример Македонија или не е битна Србија или добро не е битна. Тоа треба да се објаснува затоа што стварно коментарите од опозиција и од вакви етити Македонија не покана. Не оставија на цедило, отприлика тоа беше теза. Не точно, и сега ако сака некој да влезе во тоа, треба да плаке 1 милиарда во кеш. Во кеш. 1 милиарда во кеш. Што не се мали пари за земја како Македонија, на пример. За Чичко Трамп. И сега, да. И сега, ако сака некој ќе плати и ќе влезе во тоа. И Европа го гледа тоа дека ја ослабуваш Обединените нации и се разбира се против, да. И така натам. Кога сме кај Русија, морам да ве прашам професоре, од каде доби на Русија? Затоа што Русија беше поканета во овој бордот за мир, ако плати $1 милиарди се разбира, и тука Путин, председателот на Русија, имаше интересна идеја, вели да може од оние што не ги забрзавте, да земете 1 милиарда и да платите. Само да го заокружиме. Апсолутно. САД, Европска унија,
го уништија меѓународниот поредок. Зошто го велам тоа? Замрзнатите средства во Брисел. Најмногу во Брисел, има и во Париз. Има и малку и во САД. Замрзнувате средства, запленувате фактички средства на суверена држава. Кој ше туги пари, така е? Светска трговска организација, идејата за слободна трговија, не постои веќе. Доналд Трамп ја уништи со неговите царини. Да. Ја уништи. И сега една Индија или една Кина многу ќе внимава дали ќе вложува пари таму каде што може да им ги смрзнат, напросто кажано, и да им ги земат за не знам што. Апсолутно. Идејата дека вие може слободно да киднапирате председател на држава и да го обвините за Трговија со дрога. Трговија со дрога. Сулуда. Идејата дека може да го земете Гренланд затоа што сакате. Сулуда. Тој меѓународен поредок веќе не важи. И затоа сега правиме ние паралелни институции, правиме институции кои што нам ни се во Америка, така е, да. во прилог. И одиме до крај. Да, ова се тектонски промени дефинитивно и би било нереално да не ги следиме и затоа сметам дека овие емисии се многу важни. И тука сакам да ја прашам, затоа реков Русија, ја поврзувам со преку овој бордот за мир. Има едни интензивни преговори што се случуваат во Абу Даби, во Обединетите Арапски Емирати, така ли е, да? Каде што за прв пат разговараат директно русите така и украинците со американска поддршка, се разбира. Од таму доаѓаат контрадикторни информации. Од една страна американците велат, речиси е готов договорот. Украинците велат да, конструктивни се разговорите. Одлично оди, меѓутоа ние не отстапуваме територија, нема теорија, не се повлекуваме од Донбас. Русите по правило се највоздржани. Велат да, тука не одат лошо работите, меѓутоа ние не отстапуваме од нашите барања, ова ќе биде процес кој што ќе трае можеби и долго. Меѓутоа ние не отстапуваме од идејата дека Донбас мора нас да не биде предаден во целост. Зеленски излезе со една варијанта да се повлечат украинските трупи, но да се повлечат и руските, па тоа да биде некаква економска зона слободна или што и да е. Значи, прво да го разбереме процесот. Русија е цел на глобалните капиталистички елити и на оние држави кои што се најмотни во светот, непријателски настроени кон неа заради богатството на ресурси. Кој што ги има во огромен, неограничени количини, да. Па да, апсолутно. Не мислам дека затоплувањето на односите и добрата комуникација помеѓу Деди и Владимир Путин е нешто што Деди е Доналд Трамп, да се разбереме, да. Да, Чичко Трамп, како што рече Раби. Дека нешто е стратешки крајна цел на Соединетите американски држави. Сметам дека САД продолжува со играта да ја порази Русија. Оно што го нарекуваат стратешки пораз. Апсолутно, стратешки пораз со пораз на путинистите, значи Путин и неговото крило, и доаѓање на власт на пролиберални во наводници но структури. такви нема во Русија во моментов. Моментално нема и едноставно распарчување на таа земја на разни или на разни региони како што Калас зборуваше или на едноставно грабеж на таа земја како што беше во времето на Јоцин. Добро. Во таа насока, на пример, Трамп успеа да договори сделка помеѓу Азербејџан и Арменија. Знаете таа сделка која што е апсурдна од страна на оние што се ерменски националисти, меѓутоа реалност во случајот бидејќи тие беа поразени од на воено поле, токму така. Азерите и израелците. И сега Зангездурскиот коридор би требало да ги поврзи Турција и двата дела на Азербејџан и Турција и на некој начин да ја зголеми економскиот проток на енергенци од страна на Азербејџан кон Турција, да алтернативна рута да постои. Меѓутоа, уште еден начин на опколување Русија во регионот кој што е незин близок регион Кавкасот. САД имаше една дипломатска турнеја во централните азиски држави. Повторно удира на Русија во Казахстан, во Казахстан, Киргизстан, со сите се сретна. Повторно удира на Русија и индиректно на Кина. Значи големата игра продолжува. И оваа војна што може и вечерва да почне во Иран е само дел од приказната, каде што САД со своите вазели од Западна Европа се обидуваат да го доминираат светот. Не се откажани од идејата за униполарност. Само што се прегрупираат и на друг начин ја остваруваат таа цел. Добро. Значи и покрај онаа стратегија што ја читаме таму дека ќе се фокусираат на Западна Европа, продолжуваат со сите активности кои што се насочени кон пораз на Москва и Пекинг, Техеран и идејата на алтернативен свет во рамките на БРИКС или глобалниот југ. Да. Денеска беше објавена една информација во западните медиуми, морам да признам,
дека Русија изгубила во оваа војна милиони 200.000 војници. Тоа се најголеми жртви воопшто после Втората светска војна, тоа би било човечки, хуманитарен аспект катастрофа тотална. Иако русите се разбира дека тоа ќе го негираат. Има разни податоци. Јас прочитав дека 2 милиона заеднички жртви Украина и Русија имале во оваа војна, но Што покажува дека интензитетот е страшен. Еве, нека се преувеличени овие бројки. Меѓутоа, навистина е страшен овој интензитет. апсолутно страшен. Војната е многу сурова, со многу жртви и посебно се жртвите заради технолошкиот развој и употребата на дронови кои што создаваат така наречени kill zones, зони каде што се убива и каде што вие фактички не може ни да се движите. И токму затоа е толку спор процесот на напредување или на повлекување, затоа што вие од едно село во друго да влезете, имате бранови од роеви, како ги нарекуваат, од дронови кои што едноставно ви блокираат, нешто што ја промени и војната логика едноставно во светот. Но уште една работа, Зеленски инсистира председателот на Украина, мислам, дека договор со САД веќе е финализиран за поствоена обнова на Украина и во него би требало да влезат некакви гаранции за Украина во воена смисла. Безбедност се разбира, иако тоа беше негирано од американците. Па, Трамп во ниеден момент не вели дека безбедносните гаранции ќе вклучат американски војници на терен. Значи да, безбедносни гаранции, меѓутоа без реална војска на терен. Што значи тоа? Безбедносни гаранции без војска на терен? Вие немате. Така. Посебно што капацитетите... Се обидам да го читам ова така, капацитетите на европските армии се минимални. Британија не може ни 10.000 војници. Едно време велеа 25, па дојда до реал, се соочија со реалност дека може 7.500 да пратат, ама во Лавив и во оние побезбедности. И Русија генерално со нив би се справила веројатно лесно. Кога би биле тие војници? Сегашната руска армија и сегашната украинска армија се најаки на светот во смисол на борбено искуство и подготвеност. И не би рекол дека Русија има некоја посебна желба брзо да заврши војната и да брзо да постигне договор кога тие напредуваат на фронтот. Полека, но напредуваат. Но ако се толкави жртвите на вистина? Тоа е цената која што тие подготвено е руското општество да ја плати очигледно. Рекоа дека ќе ја платат затоа што ова за нив представува екзистенцијална војна и од која што нема назад. Така што без целокупното освојување на Донбас и символика на успехот која што е рефлектирана и во нивниот устав веќе, не верувам дека тие би прифатиле, посебно затоа што она што се слуша и што се чита е дека напредуваат на фронтот. Раби? Ја тога договорот што Трамп сакаше да го има, председателот Трамп да го има со Русија, мислам го змореме тоа, го кажаме деталите. Тука дури и пред да го изјавуваат, затоа што тоа е единствена, да кажеме, логика или логично договор што може да се истакна. Но англичаните се вртеа околу Трамп и отишле тамо со нов пропозал, нова понуда за Зеленски. Мислам дека сите ја гледавме разликата помеѓу ова што беше договарано со Трамп и workaround или работењето околу што го направила англичаните, особено во дел на признавањето на православните и тие што говорат руски јазик. Мислам, тоа е огромен број на луѓе во Украина, да. Да, ама тука не стана збор само Украина. Колку други држави во околината на Русија што имат граница со Русија, имат малцинство што е православен и имат малцинство што зборува рускиот јазик. Тоа значи, ова што може да се истакна со Украина и со Русија може да отвора другите, да кажеме, идни конфликти со Естонија, Литуанија... Таму има сериозно руско население. Да, ова треба да внимателно. Второто што сакав јас да кажам, ако има некој човек што не сака да се достигне договорот, и тоа беше една причина зашто го прават во Емиратите, да бидат што поддалеку од Каја Калас. Добро. Затоа што она е таа што инсистира да се земат руските пари од Брисел. Значи, јас бев тамо во Белгија, бев и во локалните вести тоа се движеше. Како? Белгиската влада е против ваква одлука. Така и остана, да. А Каја Калас да се земат тие пари. Тоа е најсилниот јастреб во таа приказна, добро? И затоа ви кажа, сме збориле на тоа е се бизнес на крај. Така да, жал не е сите на жртвите, на луѓето и на се,
ама не можете да излезете, извините, вака како еве Зеленски да излезе да кажува, негов министер за одбрана дека секој месец ќе убиеме 50.000 руси. Таква информација или имаше, излезе он денеска да кажува еве ние ќе почнеме секој ден да убиеме 10.000. Па ако може да ги убиваш, што не ги убива досега? Сакам да кажам, ќе завршите војната вие со ваша корист. Ако можеш да го правиш, што се не си го направил преска. Така да сето тоа врти околу бизнес, они ќе тегат тоа се додека ги земат пари. А како што кажа професорот на Русија, не им треба тоа, затоа што она полека се напредува, значи трае време напредува, и Трамп од другата страна се труди да доби Нобел прајз, да наградата за Нобел. И сега како тоа со Нобеловата награда е посебна приказна. И затоа еве се трудат се, инаку тие со станоците во Блиски Исток за Русија и за Украина не е прв пат да се ги прават, тоа мислам дека трети или четврти, ама сега зборуваат за нив од кога Трамп стана председател. Тоа значи претходно постоеле, меѓутоа се држеа под маса. Да, не сакале Каја Калас да биде дел од тоа. Добро. Го заокруживме светот, отприлика има уште многу да се зборува, јас само на овие теми би разговарал искрено со вас двајца, меѓутоа да кажеме нешто и за ова кај нас што се случува интересно. Најнови анализи покажуваат дека 71% од населението во Македонија поддржува членство во ЕУ, што е за 10% повеќе во споредба со претходната година. Многу интересна информација. Глупавите анкети за поддршка за ЕУ. Ќе објасна, не, секогаш прашањето се од никаде излезе оваа анкета и нагло сосема нешто поинаку. Прашањето се дава еднодимензионалност, поддршка или не поддршка. Океј, да, сите сме за. Ама што? Како ја сваќа граѓанинот таа поддршка и како ја сваќа ЕУ? Што е за обичниот македонец ЕУ? Просперитет, закони, ред, поредок, пензија, сигурност, безбедност. Па јас сум за, секој е за тогаш. Тогаш не треба 70% да биде. Тогаш 100% треба да. Меѓутоа оди малку прочепкај, праша ги и други прашања, ќе видиш дали таа поддршка е реална или не е реална. Кога станува збор за односот кон нас, гледаме и со камионџиите, таа Европска унија не е солидарна многу со нашите прашања. Не, затоа што не ги боли нив, се разбира. Значи кога станува збор за проширување, ние чекаме 25 години во чекалната, жабе. Меѓутоа ако на Украина е потребно, ќе се обидат да најдат на мала врата. Ќе најдат мала врата, брза пруга, како и да го наречат, и ќе влезат тие што се некорумпирани, најдемократски и така натаму. Да не се лажеме сега, да. Од друга страна, евроамбасадорот во Скопје Михаил Рохас, интересна фигура, морам да приметам, мене ми е вака лично дури и симпатичен, вели дека Македонија има целосна поддршка за членство во Европската унија, меѓутоа во овој период е клучно да се постигне внатрешно обединување околу евроинтегративниот процес. И се тоа мека мене ме збунува, затоа што вели јасно е дека македонските граѓани го перцепираат надворешниот фактор како негативен за членство, што е природно, ние сме блокирани од Бугарија. Од друга страна, амбасадорот зборува дека нас не е потребна внатрешна кохезија за побрзо да ги решиме проблемите. Внатрешна кохезија мисли во смисол дека внатрешно треба да говориме да ја попуштиме на Бугарија. Не знам на што мисли човекот, меѓутоа јасно е дека владата, председателката, сите институции, сите кадри, потенцијали, академски, интелектуални, секакви, треба заеднички да действуваат во насока на евроинтеграциите и во насока на реформската агенда. Добро. Што би рекло? Многу работи треба да се направат, во рамките на министерствата, хоризонтално и вертикално. Многу работи треба каде што треба совет, каде што треба и надворешен совет. Многу работи може да се направат со екипирање, поголемо екипирање, поголеми тимови. Она Министерство за европска интеграција може и поголемо да биде. Значи, во таа насока јас разбирам, да, во ред, ни треба поголем напор, целото општество да се впрегне. Во насока да имаме, како порано што ни кажува, вие внатре договорите, се попуштите на Грција, не знам. Тоа не ми изгледа. Затоа што се спомнува специфичен политички момент. Специфичен политички момент за нас е нон-стоп. Од секогаш е специфичен политичкиот момент. Така е. Дали пораките се секогаш само уште ова, вака и вие готово е завршено. Не го пропуштите моментот. Така е. Часовникот ќе го вртиме пак.
Така што се врти се на едно исто, Раби? Не, сакав да коментирам Слободно. сега делот на политиката, што му е гајле на народот, делот на политиката. Не, во смисол дека како зборуваат и за делот на тоа влезот во Европската унија, бла 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 со Бугарија. Бугарија да е проблем, вакво, ама имам тука поголем проблем. Пак се вратам на пари, на бизнисите, на економијата. Каде сум јас со Еве payment system. Зборевме сега за SWIFT, Европа излезе со СЕПА. И сите срекни, цела држава срекна, Македонија влезе во СЕПА. Па дали знаете што е СЕПА? Добро, систем за плаќање внатре во Европската унија, што може да се врши на еден ден на тоа. Ама what about или А што ако другите сега меѓународните системи за плаќањето, за пуштање пари напред и назад? Не имаме тука голем проблем со тие системи. Не ти работи ништо во Македонија. Ни PayPal, ни Wise, ни. Payoneer работеше до преку неколку години, не работи веќе. Тоа имаш една голема транш од општеството што се занимава со фриленс работи, со IT работи, не може да добиват пари од странство. Зошто? Не заради Европа не сака вие да бидете дел од тоа. Затоа што ние имаме тука фаленки. Значи, ние имаме голем проблем, еве, во последната стратегија и фреймворк. Добро? Рамката, што ја имате заработено во 2019. Во 2019 ништо не направиле во таа рамка. До денеска не може ниту еден меѓународен систем за плаќање да работи во државата. Значи, до денеска не можеме ниту еден денар да влезе. Тоа се враќа ради стриктната контрола што сакат да ја вршат од Народната банка на меѓународните транзакции, па направила на тие сомнителните лица во држава што земат и работат со пари. Не го направи тоа на луѓето како нас лично што ние го работиме со многу меѓународни институции и имаме плакани преку нив. Второто, заради риск асесменти што треба банката да ја прави, немат саглав човек што може да го прави тоа. Каде? 2019, 2020, 2021, во тие 3 години уништиле секој чекор што може да се направи за да добиеме ние меѓународен payment систем како што треба. И затоа мислам дека треба да фокусираме на финансискиот дел, за да можеме ние да правиме работа, затоа што не може Македонија или Србија или Црна Гора или што се кандидатки земји на Европска унија да бидете третирани од Европска унија како трети држави, како Кенија, како Заир, како Буркина Фасо. Заир мислам дека не постои веќе, но не е важно. Добро, сакав да кажам дека треба, ако сакате ова да кохезија и тоа што го зборува, дај малце да гледаме од другата страна тратман што доликува на ЕУ кандидат држава, а не исто тратман што го добива Буркина Фасо. Значи, дај малце, знаеш како тоа навреда на за нашата интелигенција, така да Добро, овдека ми јавуваат одрежија дека треба да завршиме ова издание на Заспи ако можеш, на рекапитулацијата на месецот. Уште колку многу прашања имав за вас, меѓутоа ете, тука ќе мора да завршиме. Бојан Маричич е некој избран за нов председател на Државната изборна комисија, една наистина убава вест. Дека со среќа нека. Професоре Жида Даскалски, благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Раби Седрак, исто така. Благодарам за поканата. Да, поштовани гледачи, ви благодарам и на вас за вниманието со кое што не следевте секогаш едукативно, секогаш креативни решенија од страна на моите драги гости. Се надам дека уживавте. Утре во 15 часот се разбира репризното издание. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.